Добар ден. Ја следите на новата Телма амбуланта. Зошто коските кај жените почнуваат да слабеат веднаш по менопаузата и колку брзо се губи нивната густина? Дали намалувањето на висината и болките во грбот се првите предупредувања за болеста кај повозрасната женска популација? Може ли вежбањето со тежина и исхраната богата со калциум да придонесе кон подобрување на состојбата? Дали секоја жена во менопауза треба да зема витамин D и калциум или пристапот мора да биде индивидуален? За најчестите дилеми поврзани со терапијата и начинот на следење на густината на коските во денешната Телма амбуланта разговараме со професор доктор Снежана Марковиќ-Темелкова, ендокринолог. Останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за остеопорозата со професор доктор Снежана Марковиќ, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и метаболни нарушувања. Професорке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Остеопорозата се смета за болест на коските. Таа е помеѓу 5 најчести хронични заболувања. Дали е поврзана со возраста, со староста? Дали се јавува почесто кај жените, има ли вистина во тоа и поврзана ли е со менопаузата? Значи, остеопорозата е системско метаболно заболување, значи системско е, ретко може да биде локализирано. Со возраста не мора да биде поврзано, односно коскениот систем е во еден еквилибриум од нашето раѓање. Значи, коските кои што разградуваат и изградуваат коската постојано се надополнуваат едни со други, за да во време на детството и адолесценцијата имаме многу повеќе изградба на коската. Тука имаме едно плато до кај 50-та година, кога обично се јавува менопаузата, 12 последователни месеци да немаме циклус и тука почнува нагло намалување на коскената густина, но не и јачина на коската. Значи, коскеното ткиво се ствара уште во детството. За жал, нашиве генерации нови сега повеќе се врзани за телефон и компјутер, отколку физички да бидат активни, што е дефинитивно многу полезно во однос на коскената цврстина и јачина, за разлика од некои други поранешни времиња. Исто така и генетиката е многу битна, значи во едно семејство кај што се родителите крупни, високи, се очекува да и децата бидат крупни и високи, да имаат високи коски, големи коски, за разлика од ситни семејства кај што мајка, татко се 150, 160, ретко кога се случува да се децата високи. Значи имаме и генетика, имаме и наследност, имаме фактор на употреба на лекови, за жал се почесто, не за жал, тоа е нашата реалност, употребата на антиагрегационата терапија кај срцевите заболувања, употребата на кортикотерапијата, најчесто употребуваните терапии, употребата на блокерите на киселина во желудникот водат до намалување на коскената густина. Значи тоа може да придонесе. Терапии што се секојдневни? Секојдневни и многу препишувани се повеќе и повеќе. За жал, појавата на карциноми во младата возраст, во покасната возраст, која што бара употреба не само на хируршка терапија, туку употреба и на таблетарни одредени видови терапии кои што се антиестрогени терапии, водат до појава на остеопороза. Меѓутоа, најчеста и меѓу народот најпозната причина е менопаузата, падот на естрогените хормони и губиток на некој начин на заштитната функција на овој вид на хормони на нашето тело на сите нивоа каде што постат рецептори за естрогени хормони. Значи, женските хормони имат големо влијание во коскеното здравје и сега повлезот во менопауза. Со која брзина почнува да се губи густината на коската? Сето тоа зависи колку сме направиле коскена маса. Значи, од што почнуваме? Дали почнуваме од 50 кг или од 70-80 кг? Во секој случај првите 5 години поспоро се губи, како старееме се повеќе и повеќе, за да над 75 веќе зборуваме за сенилна остеопороза, која што е врзана со возраста, со губиток на колагенот, со губиток на мускулното ткиво и коскеното ткиво. А има ли вистина дека првите 5 години по влезот во менопауза се критични за густината на коските? Не можеме нешто многу да направиме, битно е да ја задржиме онаа густина со која што дошле пациентите кај нас. Меѓутоа, во однос на примањето на терапијата,
можеме да направиме во однос на физичката активност, можеме да направиме, дури можеме и да реверсираме дел од губитокот на коскеното ткиво, кое што се случило од сите оние причини кои што ги набројав. А има ли жени кои што ќе влезат во менопауза и нема да имаат никакви проблеми со густината на коските? Многу ретко. Дури и оние кои што кажуваат дека се бават со спорт, многу често жените наши спортуваат од типот на планинарење, возење точак и така натака. Дури и тие, и крупни жени, и физички активни, веќе со одредена возраст почнуваат, зашто ги немаат естрогените, почнуваат да ги губат коските. И сега се советува вежбање со тежина, за да се зачува здравјето на коските. Има ли навистина влијание тоа? И дали ќе се на таков начин може да се врати квалитетот на коската? Значи, вежбањето, физичката активност е добре дојдени во секоја доба на животот. Никогаш не е доцна да се почне, да се вежба. Вежбањето повеќе го акцентираме сега, не толку да ја вратиме коската, колку да одржиме мускулна сила, да одржиме равнотежа, да не паѓаме, да не се спрепнуваме. Значи, вежбањето е тука да се одржи тонусот на мускулите, посебно на мускулите на нозете и на рбетот, кои што го трпат целиот терет на човековото тело. Ние сега во петокот имавме, да кажам, еден симпозиум во врска со остеопорозата, дали коскеното ткиво е заштитено со поголема телесна тежина, ако некој е подебел. Дефинитивно не е така, затоа што обезноста, која што е реална во нашата средина, обезноста не само на возрастните, туку за жал обезност и на децата, погодува на тоа да се губи таа мускулна јачина, да се губи стабилноста, окретноста, можноста да се врти уместо и да всушност ние и на ниво на коска се случуваат метаболни промени, да ние имаме стварање на некои негативни материи кои што може да придонесат на појава на диабет, кој што исто поврзан со остеопорозата, да придонесат на појава на притисок покачен, срцеви заболувања кои што носат по употреба на други лекови, така да дефинитивно убаво би било и студиите покажуваат да body mass индексот, телесниот масен индекс, некаде биде, значи тој нормално до 25 се смета како нормален, меѓутоа студиите покажуваат 27 до 29 килограми на метар квадратен, дека се пожелни да во возраста веќе кога жената го нема својот циклус од 55-та нагоре да се одржува една здрава телесна тежина. А што е со жените што се многу слаби? Не е добро ни тоа. Не е добро ни тоа, затоа што немањето на силата и на коските и на мускулите води до тоа да жената може полесно да падне и да направи нискоенергетска, така наречена остеопоротична фрактура. Значи, од висина која што нормална имаме, од столица, ако паднеме, тоа се смета за нискоенергетска остеопоротична фрактура, за разлика од скршениците, фрактурите кои што настануваат при силен удар, пад од високо, сообраќајна несреќа или нешто така. Значи, не е добро ни многу слаб да се биде. Најубаво е да се биде некако таман. Таман. Да тежнееме кон тоа да бидеме таман. Да. Споменавте дека кршливоста на коските се зголемува. Може ли понекогаш да постојат некои мали фрактури кои што жените и нема да ги почувствуваат? Значи, првите фрактури кои што се најавуваат во човековото тело, а за жал остеопорозата нема клиничка слика, односно се јавуваат првите скршеници откако се врзани со болката, за жал се случуваат на пршлените и тоа жената може и се случуваат во работно способната популација на жени, значи од 50 па нагоре, кога настапува и менопаузата, и жената прво што нешто забележува, тоа не е болката, не е тоа класична скршеница, забележува губиток на висината. 1 до 2 сантиметри. Всушност, тука се намалува висината на пршленските тела, кои што нашиот рбет го сочинуваат. Пршленските тела се намалуваат во висина и ние губиме од висина која што сме имале на некој систематски преглед или на 30 години возраст. Значи, тоа се првите знаци на остеопорозата.
Ако се потпреме на зид и ако не можеме со главата зидот да го допреме, ние веќе имаме искривување на кичмениот столб кој што добар дел се должи на намалување на висината на пршлените, односно на појава на остеопороза на пршлени. Колковите и фрактурите на колковите страдаат во покасната возраст од остеопороза. Значи не зборуваме за остеоартрит или дегенеративни заболувања на коленото, на колковите и така натаму. Доколку се јави на одредена возраст, како грб, како е вратот, значи ли тоа дека жената има остеопороза доколку се свитка нанапред, тоа се вика грбана вдовица, значи треба да направиме дензитометриско снимање. Ние имаме нов апарат на клиника, 2-3 години е веќе поставен. Ние од 2007 година мериме коскена густина и дензитометрија правиме, значи речиси 20 години. Ке измериме, тоа е златен стандард за диагноза на остеопорозата, меѓутоа постои уште еден одреден софтверска апликација која би можеле да вградиме, каде што би виделе и коскена цврстина. Зашто не е исто коскена густина и коскена цврстина. Што е разликата? Значи, вака звучи слично и дека се поврзани. Така, значи кога едно, мислам дека течеа некои слайдови од позади, значи коската е едно шуплив орган еден, кој што има надолжни и напречни гредички. Добре. Тие што се надолжни гредички, тие подоцна страдаат, за разлика од напречните кои што се губат и кои што ние всушност ги нагмечуваме со возраста. И така се смалува нашата висина. Тие се порозни коски, спонгиозни коски и не можеме, не се исти како надколениците наши, кои што се сосема друг вид на коски, кои што се многу поцврсти отколку коските на пршлените позади. Значи, на тоа всушност се должи... се рони коската, се смалуваме во висина и ние всушност добиваме остеопороз. Така. Сега, како се тоа може да се спречи? Дали вежбањето се препорачува? Што е со промената на исхраната и внесот на поголема количина на калциум? Дали тој ќе ни обезбеди поздрави коски? Јас вежбањето не спомнав нешто, значи се е подобро отколку ништо да не се прави. Треба да се внимава и со вежбањето, имаме многу сега сали за вежбање и така натака. Меѓутоа, дигањето на голема тежина повеќе од 2-3 килограми не се препорачува. Оти ние можеме да ги доздробиме коските. Значи може да се вежба со цел да се зајакне мускулатурата која што ги држи. Еве како изгледаат надолжните и напречните гредички. Еве како се губат надолжните, остануваат овие во висината, и ние се смалуваме во висина. Значи вежбање да се зацврсне стабилноста, да се зацврснат мускулите, меѓутоа и коските да се зацврснат, али не толку многу со напорно вежбање како што некој кој што не е запознат со проблематиката го прави. Значи, да не се вежба со многу големи тежини, да се јаде, препораките се литар млеко дневно, односно барем пола литар дневно, што е 1000 милиграми на калциум. Ретко кој од нас пие литар млеко, пиеме пола литар, може пола литар јогурт, али зато имаме многу суплементи кои што можеме во кашкавал, сирење. Не можеме да изедеме 400 грама сирење. Значи јас на времето прашував во галичник од колку кила млеко колку се прави сирење. Значи од 4 кила млеко се прави кило сирење. Зборам за овчо млеко, не знам кравио како е. Значи, ние не можеме кило сирење да изедеме од тек на денот, али затоа тука се суплементите. Ке додадеме. Во некои лекови имаме и додаден витамин Д, да речеме. Д-витаминот преку лето се сунчаме во почетокот, кога почнавме да работиме. Нас не ни треба, ние имаме Д-витамин. Кога почнавме да работиме со коските? Меѓутоа, се покажа дека и ние не одиме. Јас што им викам на пациентките, укупај чигачи да одиме низ град, ние сме покриени. И мислам, албанските жени само имаат дефицит. Меѓутоа имаме и ние. Значи, Д-витаминот дефинитивно треба да се додава 1000-2000 интернационални единици дневно, а во склоп на инфекција и во склоп на короната, која избуткавме, богами 3 години, 3,5 години, дававме и по 4000 единици витамин Д дневно, со оброк кој што е побогат со масноти, бидејќи е самиот витамин липосолубилен. Значи, поише се ресорбира ако
имаме некоја маснотија да го земеме со некој помасен оброк, да речем. Секоја жена која што во менопауза може да земе 1000 до 2000 единици? Не само жена, и девојка, и млада жена, и секако, посебно и во време на бременоста. Значи, ние имаме фрактури на млади жени кои што не биле покриени со калциум и со D-витамин за време на бременоста, посебно после 4-тиот месец натаму, кои што, откако веќе се породиле, направиле фрактури на пршлени и на ребра. Млади жени. Значи, се скршиле. Јас стално викам, бебето е себично си зима што му треба од мајката, а мајката не и кажал никој што ќе фали да пие и калциум, и D-витамин, и така натаму во склоп на тие суплементи дневно. Значи, и надвор од менопаузата може да се јави овој проблем со остеопороза. Апсолутно. Посебно, значи, ситни мали девојчиња. Јас кога ќе видам некого, викам, ти си била ситна како мала, па да. Некој бил покрупен, па направил поише коски. Мажите, во принцип, прават поголемо коскено ткиво, зашто реално како джендер, како пол, се покрупни, поголеми од нас. И они прават поголема коскена јачина и подоцна почнуваат да ја губат. И они прават остеопороза, не се они заштитени. Подоцна почнуваат да ги губат коските и можете да видите повозрасни мажи, стари, да имаат високи нозе, а горниот дел на телото да се смалил. Значи има остеопороза. Пршлените се намалиле, меѓутоа над колениците и под колениците останале со иста должина како во младост. Така да тоа е приказната со непропорционалноста на повозрасните мажи. Значи има вистина во тоа кога некој ќе каже имам потешки коски? Има. Покрупните луѓе прават покрупни коски, поситните, како ти да речеме. И јас сум била малечка, ситна. Значи, помалку коски сме направили. Ние сме стартирале, јас сум стартирала во менопауза со помалку коски, него некоја покрупна, поголема жена. Дали секоја жена која што е во менопауза треба да зема суплементи како што се калциум и витамин D, или најнапред треба да направи испитувања лабораториски да види колкаво е нивото во крвта на калциумот и на овој витамин, односно хормон? Значи, витаминот D, мислам дека одредување на витамин D, мислам дека чини доста пари у приватните лаборатории, кај нас е тоа сепак фондовски покриено. Меѓутоа држи она што го кажав, значи ретко код нас пие кило млеко дневно. Еве се обидувам да пијам пола кило, ќе испијам јогурт, млеко, не знам, али сепак зимам малце плюс калциум. Значи треба да се надополнува затоа што реално ние не сме планинци, не живееме на планина да јадеме само млеко, сирење, јогурт да пиеме. Ние јадеме се и се што јадеме месо, јадеме салати, јадеме тоа што нема ниту калциум, ниту има D-витамин. Во западниот свет, да речеме, ако купите парче сирење, ако купите млеко некакво, они имаат на пакувањето за млеко, пакувањето за сирење, има додаток на D-витамин, додаток на калциум. Кај нас таква регулатирана законска не постои, не постоела и не знам дали ќе постои. У секој случај треба да се зема. Преку лето помалку или на секој втор ден ја им викам пите, немојте секој ден, али преку зима обавез. Може ли тоа да доведе до некакви проблеми, велатното злажување на калцификати на крвни садови, зголемување ризик за кардиоваскуларни болести? Камења во бубрези, меѓутоа тоа се посебни заболувања. Оно што се препорачува во последно време е да калциумот и D-витаминот се земаат со витаминот К. Не е тоа во последно, тоа е многу одавна. Значи, витаминот К спречува депонирање на калциум во наслагите атеросклеротични на крвните садови, кои што со возраста се јавуваат, кај некого и многу помлади, и затоа над 60 години се препорачува да таа комбинација на калциум, D-витамин и витамин К биде земена како суплемент. Значи, не како нешто од што живееме, да гутаме само таблети, него како суплементарна терапија. Како превенција? И како превенција, и како терапија, и како додаток на антиостеопоротичната терапија, да речеме, во некои од таблетите ние имаме и D-витамин, да речеме, во фосавансот имаме и D-витамин во секоја таблета, али некогаш треба и да се додаде и тогаш ние ги следиме. Имаме можности на нашата клиника да одредиме и D-витамин, да ги одредиме маркерите на коскена разградба и изградба,
кои што често се поврзуваат со степенот на остеопорозата, меѓутоа со нив и најбрзо ги следиме ефектите од дадената терапија, затоа што со дензитометрија можеме да видиме промени на коските после 2 години, 3, а со овие маркери и многу побрзо. Значи, после 2 години, 3 може да се забележи дали има промена во со дензитометрија. А со маркерите веќе после време? 3 до 6 месеци. Значи многу побрзо. Многу побрзо. Многу побрзо, али тоа се прави во научни студии, зашто сепак тоа чини пари. Значи не е тоа секој да прави, одредени заболувања, одредени ситуации ни бараат да ние одредиме и калциум, и D-витамин, и парахормон да одредиме, и тие два маркери остеокалцин и бета-крослапс да ги одредиме во крвта, за да за година дена не морам ја да правам дензитометрија, него ги споредам маркерите и видам дали има подобрување или влошување, или како што еве денеска од мој термин неколку пациентки со коскени метастази имаа покачени маркери на коскената разградба. Значи и во тој случај коскената разградба се зголемува. Се распаѓат кивото, имаме разградба поголема. Споминавте парахормон. Каква е неговата улога во остеопорозата? Тој се лачи од жлездите паратироидни, кои што се наоѓаат позади нашата тироидна жлезда. 4 се мали жлездички и тие реагираат на лачење на парахормон ако немаме доволно калциум или витамин D во циркулацијата. Значи, ако имаме смалено ниво на D-витамин, може парахормонот да ни биде технички покачен. Ако парахормонот како таков не се изработи лабораториски, пак зборувам промена во, да кажам, во техничкиот дел на изработката на серумот, ако не се сработи у рок од 3 до 5 минути, парахормонот се распаѓа и расте. Значи, ние можеме да имаме лажно покачени вредности на парахормон во одредени ситуации, за да може да се посомневаме на некој тумор, аденом. Значи, веднаш по вадењето крв треба да се направи анализа. Кај нас се прави така. Кај нас на клиника се прави, може би во големите лаборатории, чисто физички не може да повтасат, иако немат големи апарати, одма се ставаат на мерење, тие работи, мислам, ги поставуваат епруветите, меѓутоа, тој се распаѓа за 3 до 5 минути и тогаш ќе го повториме уште еднаш, и уште еднаш, и кај нас на ендокринологија, и ќе видиме што ќе правиме помнатаму, дали е тоа резултат на некоја аденомна паратироидна жлезда, значи некој тумор, кој што обично е бениген, а може и малиген да биде, или е па резултат на недостаток на калциум и D-витамин. А дали нивото на јонизираниот калциум треба да се испита или е доволно само вкупниот калциум во циркулацијата во крвта? Ово е активен, меѓутоа еве моментално кај нас го имаме само јонизираниот, а на клиничка биохемија го имат вкупниот, што сепак е показател и не е нешто страшно ако се одреди и кај нив или кај нас. Јонизираниот калциум укажува и за нивото на парахормонот во организмот? Тие се поврзани, значи ние имаме пакети, на наша клиника имаме пакети за одредени заболувања. Значи колегите наши во соработка со мој термин подготвиле пакет, да речеме, за остеопороза. Тој пакет кој ќе кликнам јас на него, за да не губам време во пребарување на хормони, на минерали, електролити и така натака, тој пакет мене веднаш ми дава парахормон, витамин D, остеокалцин и бета-крослапс. Имаме пакети за тироидна жлезда, имаме пакет за полицистични јајници, каде што ги отретуваме сите хормони кај жените, да речеме. Значи, ние со кликање на еден таков пакет, моите колеги и мој термин, направиле групации на одредени лабораториски анализи, кои што се неопходни за таа состојба. Да, и ние ќе кликнеме и ние автоматски ги штампаме, праќаме во лабораторија и така натаму. Убаво и ова што го појаснивте дека за одредени анализи е потребни брзината за резултатите да бидат резултатите да бидат точни. Да се побрзо да се направи. Али затоа ќе повториме уште еднаш, и тогаш одиме, може да видат колегите кои што гледаат тироидеа и паратироидни со ехо, може да се направи биопсија, може да се направи скен на нуклеарна медицина, односно Институтот за патофизиологија, да се додиференцира промената ако постои како таква. Кога ќе поставите диагноза остеопороза?
Од што зависи дали жената ќе прима некаква терапија или пак можеби ќе препорачате промена во исхрана, повеќе физичка активност, следење? Па зависи од вредностите со дензитометрија што ќе ги добиеме, а зависи и од вредностите на овие маркери на коскена разградба и изградба. Дел од нашата терапија која што ние ја даваме на нашите пациенти се дава и на клиниката за онкологија. Значи при присатни такви метастази во коските, они даваат и наши лекови, мислам исти лекови се тоа, само што се двојно поголеми дозите. Значи, они се трудат да ги уништат тие метастази во коски. Тоа се бифосфонатите? Тоа се бифосфонатите, тоа е и пролијата, која што е моноклонално антитело во дупло поголеми дози од она што ние даваме за остеопороза, да речеме. И реално они ги имаат набавено кај нив, значи тие дози и тие лекови се даваат на клиниката за онкологија, ние со нив немаме во однос на тоа дозирање немаме. Значи сосема поинаква од дозирањето е кога станува збор за остеопороз. Да, и тогаш сме у комуникација и се слушаме, се договараме како и што понатак. Кај жените со остеопороза кои што се на ваква терапија, што може да очекуваат? Да запре разградувањето на коската, да се подобри незината густина? Они може да очекуваат, значи, барем да запре разградбата, меѓутоа, во многу случаи имаме и подобрување. Значи, бифосфонатната терапија се дава 5 години некаде. Воколку немаме нешто друго да продолжиме, се прави пауза од 1 година од овој вид на терапија, за да после пак продолжиме со бифосфонатната терапија, која што за жал само таков вид на терапија имаме кај нас во земјата. Постојат многу пософистицирани видови на терапија кои што апсолутно во однос на, да кажам, на цената која што ја имаат од 7-8 евра годишно до 12-14 евра годишно, каде што во големите земји конзилиум од лекари решаваат за такво нешто, ние не можеме да си дозволиме. Ќе ги вклучиме гледачите. Од тој момент почитувани емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е веќе испишан на екранот, така што слободно може да поставите прашање поврзано со сето она за што денеска говориме. Професорке, кога станува збор за оваа терапија, бифосфонатната, таа понекогаш може да создава тегоби кај пациентите, стомачни тегоби. Што во тој случај? Значи, жените се жалат дека им е тешко да ја примаат. Не, веднаш, значи после првата, втората доза знаат да кажат мене ме боли стомак заради тоа, од како ја пијам. Може да добијат и така наречени flu-like symptoms од типот на треска, како грип да ги тресе, да им е непријатно. И може да кажат ја не сакам веќе да примам терапија, токму за тие жени постои интравенска терапија која што ние имаме на клиника. Значи, да се прескокне дигестивниот тракт директно во вена, да се даде, ние тоа го работиме години наназад, да се даде во вена или нешто што имаме, да кажам, уште по-високо ниво, кој што не може баш секој да си го дозволи, тоа е субкутаната инекција со пролија, да речеме, ампула пролија, која што се дозира на 6 месеци, за разлика од бифосфонатната венска, која што е на 3 месеци, а таблетарната е на недела дена или на месец дена. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. По програма сте, повелете. Сакам да прашам докторката, имам раскавицата ми е оштетена, дали може да пијам витаминот Д, а на раците имам артритис. Што има? Артритис. Да. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма, е малку по... Ако тоа е реума, ние со колегите сме биле некогаш на еден спрат, на една клиника сме биле. Значи, дегенеративните промени се тие кои што не можеме да ги спречиме, тука постои генетика. Шилците се, да речеме, дегенеративни промени. Она што можеме да направиме е да си олесниме со вежбањето. Она што го кажав, значи, да вежбаме мускулите кои што се околу пршлините, да ги зајакнеме на рацете, на грбот и да на некој начин ги ублажиме, да земеме лекови. Најбезазелен лек за болки е парацетамолот. Кетоналот, кој што многу често бруфенот и така натаму, групата на тие лекови може да направат проблем со желудникот. Значи, парацетамол за болки
движење и физикална терапија. Ја им советувам и 2 пати годишно и да ги научат вежбите кои што колегите таму им ги прават, за да ги прават и дома. Тоа треба да се одржува, не да се извежба 10 дена и дојдеш дома и лежиш. Па да. Тоа значи мора во континуитет? Па, апсолутно. Редовно, барем 2-3 пати неделно, брзо движење, нека биде одење брзо, половина час прошетка, до некаде и назад, не по продавници, дефинитивно. Аха, не по продавници, штета. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија, повелете. Ве слушаме одлично, само веројатно го следите разговорот преку ТВ приемникот. Да, во ред. Намалете го тонот. Најдобро, сосем исклучете го, следете не преку слушалката. Повелете. Јас имам 73 години. Така? Пред 10 години ми кажа дека имам 40% остеопороза. Пријам фосаванс една неделно и деос 2 пати дневно. Меѓутоа во проспектот, многу се движам, ненормално се движам. Така? И во фосавансот пишува дека кој има рефлукс и проблем со желудник не треба да го пие. Дали што би можело друго да земам наместо фосаванс, оси навистина имам јас рефлукс. Аха, имате проблеми со да, и рефлукс, желудникот. Во желудникот и ми се враќа целата храна. И се требаше да направам гастроскопија, нема термини, нема ништо. И така што да пијам доека... Професорке, да немате уште некој прашање? Сите можам да одговорам. Може, веднаш одговорите. Ви благодарам за вклучувањето, сега ќе добиете одговор од професорката. Значи, бисфосфонатите се всушност киселини. Тоа е алендронична, ивандронична киселина, ризендронична киселина. Токму заради тоа, после нивното пиење, значи во таблетарна форма, треба да бидеме барем пола сат до 1 сат вака исправени. Не мора да одиме, меѓутоа мора да бидеме исправени за да не се случи подригнување или рефлуксен езофагит и враќање на храната од желудникот во хранопроводот. Токму, значи ова пациентка која што 10 години кажува дека прима терапија, после 5 години би требало да се направи малку пауза и за коските и за желудникот и може да продолжи да прима кај нас на ендокринологија венска терапија за коските. Жените кои што имаат ваков тип на тегоби знаат да земат и некој апче за смирување на киселините, но тие од друга страна пак влијаат на појава на остеопороза. Влијаат, значи тие се лекови кои што се даваат сега многу и кај кардиолози, затоа што се даваат, значи полифармацијата сега е нешто што е, да кажам, што се тера. Порано сме викале повеќе лекови во еден лек, па еден испиеш, си ги испил сите. Сега подобро е одделно да се пијат сите и да вделуваш, например, на срце, на инфаркт и така натаму. Последниве 5-10 години веќе се одвоени лековите за хипертензија, за срце, за успорување на срцева работа и така натаму, значи се пијат по 5-6 лека. Токму заради тоа, обавезно, речиси, колегите од кардиологија даваат и нешто за смирување на киселините у желудникот уште од сабајле. Значи, како имаш ти проблем со срце, обично имаш проблеми со масти, обично имаш проблеми со киселини во желудникот, пиеш 5-6 лека и онда автоматски се прави еден врзан круг кој што треба некако да го компензираме, промениме терапија со нешто друго, користиме некогаш и за ублажување на тегобите, народни лекови, кантарион или нешто, улје такво некое. Јас не сум гастроентеролог, меѓутоа треба да се види дадена ситуација што превагнува, што е пострашно, да речеме имаме инфаркт и имаме остеопороза. Ќе го лечиме инфарктот, ќе го оправиме човекот, па после ќе лекуваме остеопороза. Кога сме кај остеопорозата, што е со хормонските терапии, односно со женската заместителна терапија? Дали таа може да доведе до подобрување на густината на коските? Тој вид на терапија се форсира во Соединетите Американски држави последниве 10-15 години исклучително многу. Меѓутоа, они имаат разни, да кажам, комбинации на тие хормони, кои што имаат повеќе, помалку естрогени, прогестерони. Значи, ние во Македонија се користи доста многу контрацептивната терапија кај девојките, за да не останат бремени. И тие се комбинација на естроген-прогестеронска терапија.
Во времето на короната имаше неколку случаи кога се јавија белодробни емболии, кога се јавија некои компликации кои што не знаеа дали да ги поврзат со хормонската терапија или да ги поврзат со самата корона како таква. Денеска колегите треба да се следат тие жени, значи тие дефинитивно естрогените посебно девелуваат многу добро, од меморијата до менопаузниот синдром, до коските, до инконтиненцијата, до се. Меѓутоа треба таквите пациентки кои што ќе бидат подложни на ваква видна терапија, треба да им се направат претходни прегледи од типот на преглед гинеколошки, преглед мамографија, да се види како се стартира со таа терапија и да се одредат димери, односно фактори на коагулација, и тоа да се прави еднаш годишно редовно додека се прима таа терапија. И сега тука имаме расчекор, јавните установи оптоварени со многу обврски, не може да стасаат да следат такви жени, приватните чинат многу пари да се некој следи. И у дадена ситуација повторно жената сама решава дали ќе се реши на таков тип на, да речеме, лекување на коските. Не знам баш кај нас дали би лекувале коски. До 2 години гинеколозите даваат таква терапија, во зависност од тоа дали треба да се даде терапија со присутна матка и јајници. Сега се почесто имаме вадење на матка, вадење на јајници. Значи, дали ја имаме матката и јајниците како таргети за естрогени или нив ги немаме. И тука се различити терапии, али ако имаш сопруг што е гинеколог и те следи редовно, апсолутно можеш да се поставиш на таква видна терапија. Што значи дека бара сериозно следење. Сериозен пристап, дефинитивно. Имаме гледачи, ќе ги вклучиме во програма. Добар ден. Во програмата? Да, во програма сте, повелете. Да поставам до професорка за едно прашање. Јас сум жена на возраст од 70 години. Пијам навечер само капки солдевит по 2 капки и колаген. Сега сакам докторката да ми објасни дали пиењето на солдевидот навечер по 2 капки и колагенот од оној што е во прах, што се расвара, е доволно или пак треба да уклучам и плюс нешто друго. Фала на одговорот и се најубаво за докторката. Ви благодарам и вам. Само дали сте направиле прегледи во последно време за густината на коските? Да, прегледи пред 3 месеци ми рекоа има почеток на предпочеток на остеопороза, а вика инаку немате остеопороза, али остеопенија. Остеопенија. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, што велите за овој случај? Значи, капките Д витамин, речиси, лично јас, речиси не ги припишувам затоа што луѓето грешат во нивната консумација. Треба да се искапат 1-2 капки во зависност од производителот, треба да се знае колку единици на Д витамин има во една капка на тој раствор на Д витамин, па да се искапат во мала лажичка со маслиново улје или некој друг вид на улје и да се тоа испие. Мене лично многу повеќе ми се практични гел капсулите на Д витамин, кои што се пијат после оброк, пражено јајце, ручек, било како, значи 1000 до 2000 единици дневно. Во однос на Д витаминот, во однос на колагенот, колагени имаме неколку вида, едни се за мускули, други се за коски и така натаму. Званично, барем до сега, немаме на нашите конгреси за остеопороза некои изјави, односно студии кои што би подкрепиле пиење на колаген. Дефинитивно, веројатно е добро, меѓутоа званични податоци, извештаи и студии немаме. Добро. Дискутабилно е сето ова, да, има различни ставови и препораки. Ке слушнеме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте. Ви благодарам, ви посакувам убав ден. Докторката и вам, Марија. И вам ви посакувам се најубаво, повелете. Вака, сакала да се консултирам со докторката. Дали суплементацијата на калциум може да ја замениме со шисам или тан? Затоа што знам, со тан или? Лажите шисам ги задоволуваат нивните потреби на калциум. Значи некој природен извор да... И уште едно прашање, дали
концентрацијата на жирото има исто така влијание врз остеопорозата. Ви благодарам. Само дали го разбравте второто прашање? Второто прашање не го разбравме. Железото има некакво влијание. Со дали има? Се извинам уште еднаш. Железото дали има влијание врз остеопорозата. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Железото нема влијание, таанот званично не е испитуван. И чија, ако не се лажам? Некои природни извори. Значи, во принцип, моите колеги, а и јас, викаме на нашите пазари има толку многу храна, разновидна, сега и преку зима, да апсолутно нешто што тоа и онколозите го зборуваат, дека ние на пазар имаме се што ни треба. Значи, индиски ореви, а ние имаме наши ореви, чија семенки, а ние имаме таан, имаме такви некои, да речеме, локални, имаме разни зетини, значи може да се користи се што е наше званично, ништо не е потврдено, нити кажано од страна на оние кои што тоа го работат. Но може ли суплементацијата да се замени наместо таблетка калциум да се земе литар млеко? Литар млеко или таан во поголема количина? Таан во една фабрика, во друга, во трета не е ист. Чајот, шипки, берени во Берово и во Маврово нема исто количество на С-витамин. С-витаминот на топло се разградува ако вие направите чај. Која шипка го има тој С-витамин натре? Тоа се многу така дискутабилни работи. Кога зборуваме за хормонските терапии, дали жените се охрабруваат на таков чекор со оглед на бројните контроли кои што треба да ги прават? Тука треба да имаме веројатно и поддршка и од медиуми и така, и сето тоа е сепак врзано и со институционално вклучување, и со цените на тие хормони на месечно ниво, цените на контролите кои што треба да се прават, така да ретко кои од жените се, посебно жените од руралната средина, не се охрабруваат за таков вид на терапија. Има жени кои што од странство набавуваат лепенки со хормони. Да, тоа се како фластери. Како фластери. И они може да ги дозираат и да скинат и да залепат. Половина, така. Да залепат и да тоа се лачи во крвотокот, се избегнува црниот дроб и така натаму и у многу помали количини, и ако така веќе се дозира, во тој случај главно што ги, да кажам, на некој начин олеснува се тегобите на менопаузниот синдром. Тоа е главоболката, тоа е когницијата, тоа е топлите бранови, да. Тоа е во главном нешто со што тоа се купира, али не може да се смета дека се лекуваат коски или дека спречуваат ложење на масти, атеросклеротични плаки и така натаму. Со такво нешто не може да се прави. И ова беше убаво исто така да се разјасни. Жените што се на терапија, кај нив се прават контролни прегледи. Што доколку на контролниот преглед се забележи дека терапијата не го дава посакуваниот резултат? Значи, во главном го дава добро. Мислам, имаме добри резултати со тоа што препораките се до 3 до 5 години да направиме контрола на маркери, на дензитометрија и понатаму да видиме што ќе продолжиме. Дали ќе направиме пауза со бисфосфонатна терапија, пак со нив да продолжиме, ние само тоа го имаме во Македонија. Нема друга опција? Нема, во Македонија немаме. А кога жените треба да почнат со контролни прегледи за густината на нивните коски? Значи, се јавуваат, 25 години се зборува на оваа тема веќе, и по новини многу повеќе порано, и се јавуваат, јас си дојдов коски да си проверам. Најчесто е причина болката. Значи, болката не е знак на остеопороз. Болката е повеќе знак на дегенеративните тие промени, шилци во колена, во грб, во врат, во рамо и така натака. И они доаѓаат така и ние ги испитуваме и наоѓаме, даваме диагноза каква што ќе најдеме диагноза, меѓутоа физикалната терапија е таа која што ги купира тие болки, вежбањето секојдневно и нормално соодветната терапија која што ја даваат колегите на физикална медицина и ревматолозите. Колку често имате пациентки кои што се со диагноза остеопороза? Дали е честа оваа проблематика? Ние пробавме, постои еден прашалник на ниво на, да кажам, на Европа, Америка и Канада, Америка не. Тоа е Фракс прашалникот,
кои што се подготвува за секоја земја одделно. Значи, ние треба одредени податоци да им пратиме во Шефилд, во Англија. Они математичка алатка е тоа да ни кажат вашите резултати, ако се вака, вака и вака имате позитивни ризик фактори, ќе треба да дадете терапија, имате ризик од остеопоротична фрактура. Меѓутоа, пред 12 години, јас се обидов да најдеме такви некои податоци во Македонија, не успеавме. Затоа што класификацијата наша на остеопорозата иде само како остеопороза, па дури и само остеопороза на колк, на рамо, на колено, на подколеница. Ние немаме остеопороза и немаме фрактура која што е врзана со остеопороза. Ако имаме фрактура, имаме фрактура. Таа не е остеопоротична, меѓутоа некаква фрактура. И самото лекување на остеопорозата може да даде одредени атипични остеопоротични фрактури, многу се интересни ако видите коска скршена заради терапијата сама, многу ретко, изузетно ретко. Меѓутоа, ние не можевме во Македонија ниту да дадеме податок на број на починати од фрактури сериозни со остеопорозата, зашто имаме тешки фрактури, на колку од голема смртност остеопоротичните фрактури првата година даваат, ниту можевме бројка да дадеме, собиравме од Охрид, Костозглобната, од Битола, од големите градови. Приватните наши амбуланти не ни даваат податоци, дали мислат дека некој ќе ги следи колку како работат, значи за мерење на коскена густина. Не успеавме бројка да дадеме за да направат специјално за Македонија, да речеме, да дадеме бројка со кои бројки ние располагаме во тие епидемиолошки, да речеме, да ни подготват некој урник македонски за кај нас тука. Не успеавме, сега уште помалку, просто едноставно немаме, ние, например, во однос на диабетот имаме класификација, имаме посебни наши, да кажам, имаме мој термин, наши ги броиме пациентите со диабет, со остеопороза немаме нешто такво. Така, за жал, очигледно тоа треба да се изработи. Моето последно прашање, дали терапијата за остеопороз исто така може да доведе до некакви проблеми со коските, например скршеници, или пак да проблеми со виличната коска? Веќе споменавте со бутната коска. Значи, може да даде атипични скршеници. Мислам дека јас лично знам само една таква скршеница, лекувана на нашата хируршка клиника, значи работено на таква скршеница, меѓутоа во однос на некроза на максила и мандибула, значи на забалото, треба да се внимава да се прекине со овој вид на терапија неколку недели пред да се интервенира, било да имплант или да се вади зап, пред да се прави таква хируршка интервенција на забалото, да се прекине и 1 месец после тоа да се прекине давањето на бифосфонатната терапија, зашто принципот на делување на овој вид на терапија е да ги блокираат клетките кои што ја разјадуваат коската, а да индиректно стимулираат клетките кои што ја формираат и во тој нивен меѓусебен сооднос да направиме проблем и да таа рана не може да заздрави на забалото. Затоа и колегите се упатени кои што работат на максилофацијална и на орална стоматологија дека треба да се внимава и доаѓаат пациенти со прашања во однос на вадењето заби или ставањето на импланти. Професор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што ги појаснивте клучните поенти поврзани со оваа болест. Благодарам и вас. Почитувани, ви благодарам и вам што бевте заедно со нас и ви посакувам пријатен ден.